Сакаш се да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, штом помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, штом помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Јас сум Игор Комненовиќ, родител на две деца. Сега чекаме трето дете. Јас сум Маријана Комненовиќ од Драчево, мажена сум во село Кучевиште. Во брак сум 7 години со Игор Комненовиќ. Имаме две машки деца, се викаат Иван и Ненад. Сега во моментов чекаме трето, се надеваме дека ќе биде женско. Со Маријана дојдаме тука во црквата. Црквата се вика Свети Спас. Таа е изградена во 14-тиот век. Значи сите случувања, венчавки, погреби, крстевки, тука се случуваат. И така, во слободно време значи си доаѓаме, си палиме свети, го посетуваме, ја посетуваме црквата и значи се запознавме во градов, во ресторанот Воденица, снаа ми работеше таму. Маријана работеше како пица мајстор, јас доаѓав таму на пица и така ја гледав и едноставно од прв поглед се заљуби. И така, после тоа излегувавме. Работевме во Воденица со јатрвата заедно, ги упознав со девер ми. Ми кажал на снаа му дека сум му се свијала и она ми кажа и така. Инсистираше ајде да ве запознавам. Таму после они продолжија да се гледаат, све убаво се заврши. Кога прв пат слушнав за Игор, кога се запознаа со Маријана, многу ми беше мило, многу бев среќна. Одевме некое време и истата година решивме да се земеме и така, и свадба испадна после тоа. Ја потерувавме работата, ајде си кога ќе ни донесеш слава да си имаме вручиња, да си имаме вручиња, зашто да дедовците на бабите, од вручиња нема ништо повеќе. Доваѓаше дома Маријана, после решија да се земат. Јас предложив да се земеме, мислев дека тоа е мојот животен сопатник и така, мислев дека може да живееме заедно, да изградиме семејство, да имаме деца. Па прв што знаеше дека ќе се земеме, значи беше снаа ми, брат ми, татко ми, мајка ми и моите другари. Мајка ми беше сретна од таа вест дека јас сум одлучил да се женам. Кога Маријана се омажи, мислам ја бев среќна, што ќерката ми се омажи и зетот се јави, рече дека е него веќе. Мајка ми и татко ми беа многу изненадени, пошто беше многу кратко и... Амо пријатно? Да, пријатно изненадени. После тоа
среќни нормално. И една вечер отидовме сите заедно кај нив, ја донесовме пак. Да, побаравме. Да, ја побаравме, ја донесовме пак. После една недела или 2-3 дена колку беа, таму направивме веридба дома. И после правевме веридба, мислам они овде, не викнава, тука правевме веридба, многу убаво беше, имаше жива музика, се многу убаво беше играње, весело. Беше многу убаво, значи имаше па и музика си викнавме. Дојдоа роднините што сме ги поканени, пријателите. Време е за бебе. Па веридбата добро беше, свадбата ја правевме после 5-6 месеци. Многу убава беше свадбата, многу бевме весели сите, и син ми, и снава ми, и децава, ние двајца. За свадбата, значи, мојот брат и снаата беа така најрасположени. Цело време си играат така. Значи, што се вика тонот на свадбата го даа они. Убаво си беше. Кога се зема Игор и Маријана, јас тогаш моментално кога станав бев најсреќната. Мислам таа среќа никад нема да ја доживам, зашто мајка ми почина и брат ми остана неженет. И кога се ожени девет тоа како пред нека, толку бев среќна, весела. Дури од радост ја платив јас музиката, кога слушнав дека девет ми се ожени. Значи бев многу задоволна, среќна, весела и многу убаво поминавме. Живееме во заедница и така добро се сложуваме. Со Игор, со Маријана, со децава и другиот син тука ми е одма на другиот плес. Контактираме. Време е за бебе. Првиот пат кога останав трудна, со тест проверив дека сум трудна и бевме многу среќни, многу сакавме деца. Уште кога се земавме. И уште тогаш викавме ќе имаме 3 и така. И така ќе стане. Да, многу се израдувавме кога ни кажа. Да, дека бремена. Први дома свекрва ми знаеш и ја трвам и после ги кажав на мајка ми. И сите многу се радуваа. Па се роди првиот внук, зетот ме се јави на телефон и ми кажа дека имаме внук. Иван како бебе беше многу мирно бебе, али многу се настинуваше, така беше многу осетлив. Имавме поише проблеми со него. Нонстоп по лекари, по болници, а Ненад беше потемпераментен, пожив, поише плачеше, ама па не се разболуваше така. Ја слуша, мајка му учи у школа, па многу песнички, сега знае, све ги учи брзо на памет. Прваче сум мало, прв пат одам школа, па цел ден се мачам да научам буква, а моето братче само ми се сме на мама и вели читам кога пенес, не се лутам така со зборот, знам дека прваче учи све сумака. По карактер, така, подедени сте, значи, едното е на мајката, другото е на татото. Едниот, значи, така, донесува одлуки сам, значи, не сака да му кажува што треба да направи. Другиот малку така понежен е, сака значи со мама и со тато да биде, да му кажуваат некои работи, што треба да направи, како треба да изгледа, кај треба да оди и така. А додека Иван, он малку, значи он е посебен, значи не сака многу да му се мешаат во работите. Посамостален, да. Значи, он одлучува сам за себе и тоа. Така малце потврдоглав, ама добар е. Не се некои деца, има и деца, знаеш какви, овие не се толку лоши. Добри се децава, ќе ги кажеш, ќе се разберат и така. Дете као дете, значи, малите нешта го прават среќен, да му купиш нешто, некоја играчка. Каков таков ние го прифаќаме, било не е. Каков да е таков. И поголемиот мислам дека е поише на мене, помалиот е поише на татко му и изгледот. И карактерно. Да, и карактерно. Така, али не се да досаѓаат, например, сакам ова и точка, ако му кажеш нема, нема и не се така да не се разбираат. Па едниот е така потврдоглав, поголемиот. Така дали е прв
поише му е обраќано пажња како прво дете нормално. А по малото така, се поише се може со него да се разбереш. Кому кажеш не може и толку. Па не, jeste i Ivan slični, popušta, ali dobri su deca. Eto, сега оди u prvo odeljenje, pa ni kaže peslički, tamo što ke nauči. Време е за бебе. Бременоста со првото дете ми беше нормално, така. Малце потешка него второто и самиот пораѓај, второто беше полесно. Може би втор па дека. Навикната од првата бременост, втората бременост си беше многу полесна. Значи ги немаше тие симптоми што ги имаше у првата бременост и така многу полесно ги превроди тие моменти на бременост. Na deda i na baba, внучиња никој пат не се многу. Пари и деца не се многу никој пат. Само треба да се чуваат. Што ќе правиме, внучиња се лева да ги оставиме голи и боси, што се вика на јадри и што треба колку можеме ќе помогнеме. Па со третото мислам дека малце потешко од првите две. Дали дека поминаа више 5-6 години, така малце ми е потешко и ќе видиме на крајот како ќе биде. Па сега за сега се супер со неа. Очекуваме породувањето да биде окей, значи да е женско, што е најважно. Само здраво право нека е, па така. Но желбата на неа е девојче. Време е за бебе. Време е за бебе. Болките ме фатива кога легнав не да спиеме навечер во 12 сат. Легнав да спијам и на Игор му викам, леле, викам нешто чудно осетив, така како некоја топка да ми пукне во стомакот. Викам, што беше ова? А тоа ми пукнал во денјакот. Зашто за Иван и за Ненат не ми беше пукнат и не знаев како е тоа чувство да ти пукне во денјак. Јас станав, одма ми дојде на ум дека треба да се пораѓа и дека треба да ја носиме на пораѓање. Игор ми се чини рипна побрзо од мене, отколку ја изема клучевите у кола и отидовме во Чаир, во клиниката Чаир. Вечерта ме викна, свекрвата дојде, ме викна, ја однесовме заедно во Чаир, таму се породи во болницата во Чаир. И за саат и пол се породи, во 1,5 бе породена. Многу беше брзо, лесно. Да викам, ке чекаме да видиме. Што е, ја не е нестрплива. Ајде, вика, ке одиме, ке се јават. И са балето не треба ми се јави. Она брзо завршила работа, ни пола саат брзо завршила. За 1 час се случи целата работа. Ја однесовме кај 12:30. Маријана се породи 1:30. Значи,
Одма кога ја однесовме, за саат време се породи. Така се случи на брзинка. 2 дена пред терминот се породив. Терминот ми беше на 19 декември, а се породив на 17. Јас бев многу изненаден и не ми се веруваше дека ќе имам ќерка, меѓутоа, ете, Господ ми ја оствари таа желба да имаме ќерка. Па му се јавив во 6 саат за бајлето од мобилен му се јавив и му кажав, пошто од болницата по 108 ги кажуваат какво дете ти е родено. Викам, чека да му се јавам порано да му кажам. Му кажав дека е девојче, Игор беше многу среќен, се израдува, пошто и он исто како мене многу сакаше да имаме женско дете. Вика, стварно, вика, женско, викам, да, дури не му се веруваше за тоа што за Ненко, која очекувавме многу да биде женско и му кажав машко и се запрепасти. Така, мете Господ третиот пат ни даде девојче. Многу бевме радосни, пошто 2 машки, ја 2 сина. Постарала снашка една керка има и син, и сега 2 сина, вториот и третово керка и многу бевме радосни. Правевме мекици, ги витнав сите мои роднини и многу беше фино, многу имав луѓе, значи гости, да, имаше веселба, многу бев среќен. Ми рекоа, девојченце ти е, така беше малецко, многу, најмалецко од сите 3 деца. Иван ми беше 4 кила и 50, Ненко 3,750, она беше 3 кила и 300. Најмалецко девојченце. Јас имам желба, пред да се породи Маријана, имав желба да се вика Јелена. Со кумот се договоривме, кумот така имаше некои други имиња, меѓутоа се договоривме со него и немаше проблем. Името не го смисливме од претходно, туку од кога се роди, така кумот и мажот ми одлучива. Ме прашава на телефон, у болница ми се јавива, вика, кое име ти се свиѓа, имаше 3-4 имиња и така го одбравме Јелена да се вика. Све е сега, третото е Јелена е женско и сме сега стварно сите задоволни. Као прво на ќерка ти се оствари желбата, а покрај неј на нас нормално. Као чичкото поголемки ве ги гледа. Значи последна годинка кога ќе заидат, сега за сега овие 2 со мене така си играме, гледаме цртани и така. Иван и Ненад беа пресреќни, пошто имаат сестра. Така Ненко малце поише се трга, викаше дека поише ќе ја сакал, ќе ја чувала, уствари некако поише почна да се трга на страна. И кога ќе ми треба нешто павличева, марамици, памперси, одма трчаат, идат у фијока, вадат, ми носат. Така ми помагаат доста. Ја нишаат кога ќе плаче. Ненко, љубоморен си? На бебето? Не? Стварно го сакаш многу? Колку го сакаш? Колку е тоа пуно? Ај, покажи ми колку е тоа. Толку? Иван е така по-малку ладнокрвен, да кажем. Значи доаѓа кај Јелена, сака да се игра и кажува некои така приказни што му кажуваат у школа. Време е за бебе. Игор, како се снаоѓате со третото дете? Имате ли некој проблем или веќе рутински тоа дојде Овака, со третото дете е многу подобро, пошто 2 деца имаме и така е многу полесно. Друго нешто, дали сте приметиле овие денови нешто вака специфично нешто? Овака. Што би сакале да знаете или се чудите нешто да не? Здравствената состојба е многу добра и тоа, сејцица редовно. Тоа. Знаете дека за вакцината, нели, за редовните вакцини, термините на месец дена има и така натаму се подготвувате за тоа, за ортопед? Да, значи, после породувањето треба вакцина да се прими месец дена, значи ние се знаеме негде 21. Так, имате договорено, така? Да, договорено да се прими вакцина. Како со малава
како се снајде од почеток, Маријана? Све во ред? Па све во ред, да. Добро, Добро се снајдов, не беше мирно. Првите 2 недели не плачеше, после така почна кенки да грчеви ја пати. Малци стомачето како тврдичко. Добро. Види, тоа е вообичаена појава кај повеќето деца. Така да до 3-тиот месец обично може да трае, после тоа веќе ги снемува. Кај некои деца почесто, кај некои поретко се јавува, меѓутоа кога ќе се јави такво нешто, сепак имате можност за еден вид чаеви, нели? А ако не, има и други типови на нели лекчиња, не баш прави лекчиња, него во вид на капки материи кои што ги облажуваат грчевите. Со доењето како иде? Колку е ритмот на доење? Па цица редовно. Цица, На колку нема време? одредено време на 2 сати, на 3, туку некој пат може на сат, некој пат на 2, зависи. Ќе го оставите оно да се бара, нели? Да. Во ред. И колку време на града го држиш за доење? Па 15 до 20 минути, некој пат по пола сат, така. Доволно до 20 минути. Време е за бебе. Сите обврски што мајката ќе ги има, можам да ги преземам на себе, да ги применјам и памперс дори, да ја пресоблекувам и сите работи да ги обавувам. Значи немам никаков проблем. Па помагам. Помагам и јас и таткото многу помага. Игор, синот. Помагавме сите. Па највеќе Игор ми помага тука до мене. И свекрва ми така ќе дојде ако треба нешто да ми помогне, да ја подржи ако плаче. Така некој пат ја трва ми детето, внуката, девојчето. И ја трва ми некој пат така. Има доста луѓе у куќава и голема фамилија сме и така да има. За помош има доста. Голема фамилија сме. Сега се собравме за бавник сите 11 души. Паричката падна во второто внуче. Поред што е во Стефан. Време е за бебе. Греби се да безсмертни, помилуј нас. Свети Боже, свети греби се да безсмертни, помилуј нас през Святата Тројица. Помилуј нас, Господи, чисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наши. Свети Господи, исцели немощи наши. Имене Твоего ради. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Слава Отцу и Сину и Святому, Духу није приступно и во веки вековами, Отче наш, и живе си на небеси. Да святи се име Твое, прие царствие Твое, да буде Твоје Твое, јако на небеси, на землji хлеб наш насущни даж нам днес. И остави нам долги наши, ако же ми оставям должником нашим. Придружи на незиниот живот, ангел светол, кој ќе избавува од секаков напад на противникот, од средба на лукавиот, од плотневниот демони и од лоши привиденија. На Твоите чудеса, велик си Господи, чуди се Твоите дела, за просветување на душата и телото, за да ја слуша верата. Твоите раце ме створија и ме создадоа. Се крштива Чевата Божие, Јелена во име Отца, Амин. И Сина, Амин. И Светаго Духа, Амин, Амин, Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Крштението е една света тајна, востановена од нашиот Господ и Спасител, преку кого ние се измиваме од првородниот грев. И тоа крштение не само што го измива првородниот грев, но ни дава услов за влегување во Божественото царство, она царство што го одредил нашиот Господ и Спасител. Незините брачиња исто така беа крстени пред неа. Таа е мала, се уште не знае за незиното крштение. Неубаво е да се крстат малите деца на помала возраст, бидејќи вознемирувањето веќе во поголемите години и одлуката потешко се носи кога човекот ќе осознае за себе,
Правилно е и да се крсти кога ќе има веќе став изградено за себе, но она што е крштение, кога живее едно мало дете во една православна христијанска фамилија, односно семејство, тоа си го наследува православието по патот на своите родители, како што самите тие биле крстени и го исповедаат Христос за нивни спасител, така и малата Елена да биде уште на почетокот исповедник на Христовата вера. Време е за бебе. Посебно ми е мило што се исполни желбата на брат ми. Уште едно девојче имаме у фамилија, у куќа. Па најверојатно као најмало ќе не слуша по стари години и ќе видиме здрави. Тоа отом потом. Што вика, да дојде време да ги мажиме и така. Она знае да биде немирна, да плаче, значи, и јас може да ја земам. Може да ја земам и така ќе се смири во мене. Значи ја чувствува таа родителска љубов и така, после значи 5 минути ќе се смири и нема проблем. Меѓутоа, мајка си е мајка. Да си има трето дете е многу голема радост у куќа. Не очекував дека толку ќе бидеме среќни. Мислев дека ќе ми биде тешко, дека 2 деца па трето, ама кога човек е среќен, сите тешкоти се надминуваат. Би му посакувал на секој родител да има 3 деца. Да сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време